Со моите последни гости, имаме тетовчани во студио. Ако мислевте дека театарот е привилегија само на големите центри, се лажете, бидејќи навистина ќе позборуваме како всушност овој тип на култура функционира и се развива и во останатите градови. Велам добро утро за Глигорије Стојановски и Игор Бачовски, дел од драмско студио Тетово. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добар ден. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите на македонската телевизија и голема благодарност што македонската телевизија редовно ги следи нашите случувања. Што ни донесовте од Тетово утрово? Како почна денот таму? Хаотично гужва сигурно, гужва, како и во да. Скопје. Ви требаше време да стасате од Ѓорче до Матава повеќе отколку од Тетово до Скопје, Да. предпоставам? Од Ѓорче Петров до Матава зградата мислам дека беше 45 минути. Да, ама еве, фала Богу. Фала Богу стигнавме на време. Така, ајде сега за темата за што сте ни тука, бидејќи сакам да уфатиме и некои други аспекти, бидејќи драмското студио Тетови го заслужува тоа. Почнувам прво со Wi-Fi, представа која што доби одличен прием кај публиката, ќе биде поставена и во Драмски театар Скопје. Од каде дојде идејата за оваа представа и што сакате да ја кажете на публиката? Многу интересна тема, значи многу актуелна во моментов. Сушност се зборува за иселувањето на младите. Ова што го зборевме пред емисија, кога дојдовте тука. Пред да почне разговорот. Се обидуваме на некој комичен начин да го прикажеме ова иселување на младите и останувањето на родителите само во Македонија. Меѓутоа, иако е комедија, некако останува грутката тука. Луѓето се смеат, ама кога излегуваат од представа, велат смешно беше, ама и тажно. Тажно смешно. Тоа е некој израз што го употребувам. Текстот е на еден наш пријател од Ниш, Мирољуб Недовиќ Рики. Тој е актер и писател, со него имаме соработка многу добра. Сега што велиме ние си го прилагодивме текстот по тетовски, така да ме не верувам дека ќе го познае текстот како е, али ќе има прилика сега во Драмски театар во сабота во 20 часот да ја погледнат оваа представа и тука во Скопје. Така. Како реагира публиката во Тетово, а како во другите градови? Односно, прашањето ми е се случува ли локалната публика да се препознае со ликовите и ситуациите? Ете, кажа пред малку за коментарите, но дали е тоа исто во секој град или секаде каде што сте гостували, бидејќи со представата излеговте и надвор од Македонија? Да, сме излегли надвор, меѓутоа тетовската публика, ја мислам дека е најспецифична од сите публики во било каде. Сме играли во Србија, тука во Македонија, во сите поголеми театарски центри. Меѓутоа, ние си велиме меѓу себе, штом на тетовската публика и се допаѓа, значи си останаа тетовци специфични, да, значи. останаа тетовци специфични. Представата помина супер, во Тетово на премиера имаше 660 луѓе, гостувавме во Лесковац, гостувавме во Белград на денови на македонската култура, каде што сме редовни гости, имаме соработка со Македониум, Здруженијето на македонците во Србија, тоа е едно здружение кое ги собира, да речеме, кремот на македонците што се во Србија, така да и ја продолжуваме и со нив соработката. Еве сега Драмски театар што викаме ние Вембли што е за фудбалот, тоа е Драмски театар Скопје за театарот. Пето поред гостување во Драмски театар, успешни представи до сега и се надевам дека публиката во сабота ќе дојде и ќе ужива на нашата представа. Оваа сабота 20 часот, билети верувам може се уште да се најдат. Да, мислам дека уште 5-60 карти има, може да еве и преку интернет да се набават картите, може и на билетарницата во Драмски театар Скопје, така да сабота е денот на... Денот, да, сигурно уште малку карти, затоа уште еднаш сакав да потсетиме. Сега да се вратиме на драмското студио. Колку време веќе постои, со каква визија беше формирано и како се менува низ годините? Ја добивате ли потребната поддршка во една мала мултиетничка средина да функционирате и да го дадете вашиот израз целосно? Драмското студио Тетово е на некој начин наследник прво на професионалниот театар кој функционирал во Тетово 50-ти години, а подоцна преминува во Домот на култура Илјо Антевски смок во Тетово како матична дејност. И сега ние сме како некои наследници, така една екипа која веќе 25 години функционира како едно семејство.
Морам да бидем искрен дека тешко се снаоѓаме за средства. Министерство за култура некогаш ни помага, некогаш не ни помага. Веќе нема такви мецени како порано што имаше која може да ни помогне во изготвувањето на представата. И многу пати јас сум кажал, кога ќе заврши представата, ќе си речам ова ми е последна представа од таа мака што ga имаме, дека повеќе нема да играм. Меѓутоа, кога ќе ги видам пред себе таа среќна публика и тие аплаузи, повторно ти дава некоја сила, повторно да подготвуваме представа. Така да се мачиме, меѓутоа даваме се од себе да не згасне драмското студио Тетово. Да, ги засмејувате тетовци, тоа е факт. Повеќе сме, на комедии, иако имаме и представи кои се така посериозни. Не, имате и сериозни представи, ги засмејувате во да. душата. Тоа сакав да кажам, некако се поистоветуваат со вас, бидејќи важите за градски ликови кои што од млади години се во овој свет. Кажавте, вашата работа е да застанам на сцена и да ја инспирирам публиката, да се чувствува убаво. Дали било тоа комедија, дали било не знам кој друг жанр. Точно. Комедијата е најтешка за играње, поготово. Најлесна е за смеење, ама за глумците е најтешка. Меѓутоа, до сега, фала Богу, нас не успеало и у тешки времења и не знаеме како наредно. Доаѓа, меѓутоа, ја викам често наши моабети дека е многу потешко да насмееш еден отколку да расплашеш 1000. Ама сега нас ете ни успеа, се надевам дека ќе продолжиме и понатаму, ако ништо друго, аплаузот е тој што не држи на сцена и понатаму. Работите со доста луѓе, дел од нив млади, аматери, ентузијасти. Колку е тешко да се задржат младите во културата, особено во град кој што има многу предизвици, како Тетово? Задоволни ли сте од бројот на членови? Се потешко е, искрено кажано. Да, се потешко е да можеш да направиш едно јадро од млада екипа која би се бавела со театар. Дел причините се можеби и приватни, дел се и од овие што ги кажавме порано дека е многу тешко да се подготви сцена, костими и сите тие работи. Меѓутоа, ова јадро што овие 25 години функционира и понатаму се обидува да прибере млади актери што се талентирани и што го сакаат театарот. Така. Сега, тука се представите, но дали има некои работилници, обуки, други некои настани? Како отприлика изгледа една годишна програма на студиото или конкретно си се насочувате само на представи? Само на представи, дефинитивно само на представи. Не сме во можност да можеме да организираме работилници, бидејќи на крајот на краиштата тоа треба да биде институционализирано. Да, за тоа нека биде апл, затоа го постави прашањето. Да, сигурно вашата желба мора постои. да биде институционализирано за да може да постојат работилници. Ова е чисто како да кажам, ентузијастички е целата ова наша борба и правење на театарски представи. Така. Ако би прашал што ви недостасува за да се развиете уште повеќе, што би било тоа ако ве праша и некоја институција чисто како дополнителна поддршка, што е она што би го издвоиле како прво? Прво простории. Простории, зборуваме за логистика, прво техника. Просторија, да. Простории каде што би можеле да правиме проби, простории каде што би можеле да чуваме наша сценографија, простории каде што би можеле да чуваме наши костими. Сето тоа во моментов фали на драмското студио Тетово. Сега се снаоѓаме во музеот за град Тетово, поранешниот дом на Арама во Тетово. Тука ги правиме пробите. Така, импровизираме, ама се бориме. Добро, да не го слушнав ова, немаше ни да знам до кој степен импровизирате, бидејќи тоа што го нудите како програма и како представи на вистина си е тоа. Професионално, како се создава, вие си знаете. Кои се вашите планови за наредната сезона? Ете, ќе се дружите со скопската публика во сабота во 20 часот. Сега, ако велам нова сезона, јас мислам и на нашава телевизиска од септември некаде до јуни, така ги гледаме сезоните. Со каков чекор влегуваме во оваа нова сезона, после оваа премиера во Скопје? Баш е стално иницијатор за нешто ново, па се договаравме наредно да правиме представа, пошто публиката тешко, лесно ги очекува нас нашите представи. Се надевам дека ќе успееме за есен да направиме на премиера. Тоа е представа која сакаме да направиме, се вика текстот Кумови. Па сега уште на моабет се додека не се заврши ова во драмскиот театар во Скопје, после со нови сили, во нови победи и во нови читачки проби и така натаму со представата Кумови. Инаку морам да кажам и тоа дека во голем дел
нашите представи има и дијалект. Се мислиме дали да направиме представа која би го содржала вратничкиот дијалект. Некако Тоа треба со преведувач. Па не, се шегувам обично. Јас сум католченец. Ама е интересен целиот тој концепт. Како за струмичани што се шегувам, имаме навистина богати дијалекти, но ќе рече некој блиско е тетово вратница, ама навистина е различно, а не. Јадишно не. Да, точно, ама ми е многу интересен и некако дијалектот е богатство за еден јазик и би сакале една представа каде што со дијалект вратнички би го направиле. Сега дали ќе успееме, ќе видиме, ќе покаже времето. Добро, на тетовски би ви кажал, ќе се видиме. Ќе се видиме. Да ги поканим уште еднаш нашите гледачи и на 20 у Драмски театар представата Wi-Fi. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија на утро. Секогаш е чест да се разговара со вас и кога и да има некои нови моменти од Драмското студио, тука сме за поддршка. Благодариме. Само да кажам, настапивте и на Лешички фолкфест, ние ќе го погледнеме тој настап на крајот емисијата веднаш после времепловот. Што е со музиката? Музиката може би е прва љубов. Да, добро. Тоа затоа изборував македонската телевизија ми е како втор дом и некако ми буди некои убави спомени од пред 30 години. И со Гиги се договоривме ајде да пробаме да направиме една песма која има така призвук на серенада тетовска и мислим спрема реакциите на публиката и дека и тоа успеавме да го доловиме, публиката ќе има прилика да ја слушне песмата, се вика Тетовска стара. Да. За кратко, за 2-3 минути. Има тетово луѓе кои што ја чуваат културата, кои што си го сакаат градот, ете ги спомена серенадите. Тука сте вие да го чувате театарот, Дарко Гавро ни ја чува историјата со книгите, се што пишува внатре. Има доста луѓе кои што и ден денес живеат таму. Ете така. Така да благодарам за се што правите, се гледаме наскоро повторно. Фала многу, поздрав. Поздрав до вас. Кратко времепловот, колешката Сонја Стојановска ги подготви настаните кои што се случиле на денешен ден низ историјата.